Добродојдовте на Мундијалски вести. Фудбалот од секогаш бил повеќе од игра. Тој е споена традиција, емоции и ривалство. А токму во нокаут фазата се создаваат новите шампиони. Се раѓаат хероите и се испишуваат страниците што остануваат дел од фудбалската историја. Во Далас веќе падна првата одлука. Шпанија избори место во големото финале. Сега вниманието се сели во Атланта, каде Аргентина и Англија вечерва ќе водат битката за вториот билет во финалето на светското првенство. Шпанија е првиот финалист на светското првенство. Актуелниот европски шампион одигра одличен надпревар во Далас и со сигурни 2:0 ја совлада Франција, обезбедувајќи место во големото финале на Мундијалот, каде ќе се бори за највредниот трофеј во светскиот фудбал. Полуфиналето започна предпазливо, со многу тактичко надмудрување и без поголеми возбудувања пред двата гола. Французите има нешто поголем посеб на топката, но не успеа сериозно да се заканат пред шпанскиот гол. Клучниот момент се случи во 20-та минута, кога Ламин Јамал беше соборен во 16-тникот, а главниот судија Иван Бартон покажа на белата точка. Одговорноста ја презеде Ојарзабал, кој беше сигурен реализатор ја донесе Шпанија со водство од 1:0. Само неколку минути подоцна се дуваше нов удар за Франција. Поради повреда, теренот мораше да го напушти стоперот Вилијам Салиба, што дополнително ги наруши плановите на селекторот Дидие Дешам. Во второто полувреме Франција се обиди да се врати во игра со неколку офанзивни измени, но наместо израмнување, Шпанија зададе уште еден удар. Подлична комбинација меѓу Даниел Мо и Педро Поро, десниот бек излезе сам пред Мајк Менјан и со прецизен удар ги постави конечните 2:0. До крајот, галските петли се обидуваа да создадат притисок, но шпанската одбрана одигра дисциплинирано и не дозволи пресврт. Црвената фурија со зрел настап ја сочува предноста и заслужено обезбеди место во финале. Со овој триумф, шпанците ја продолжи импресивната серија без пораз на 37 надпревари, израмнувајќи го европскиот рекорд на Италија, а сега се само една победа далеку од нова светска титула. По надпреварот, селекторот Луис де ла Фуента не ги криеше емоциите. Тешко е да се опише чувството. Исклучително сум горд на овие момци, но работата се уште не е завршена. Ни останува уште еден чекор и ќе направиме се за да ја освоиме титулата, изјави шпанскиот стратег. На спротивната страна, владееше големо разочарување. Селекторот Дидие Дешам призна дека Шпанија била подобриот тим и дека Франција не го одиграла надпреварот на нивото што го посакувала. Играчите се скршени, имавме големи амбиции, но мора да признаеме дека технички и тактички бевме под нивото на Шпанија. Тие заслужена победија, изјави Дешам. Капитенот Килијан Ембапе беше само критичен и истакна дека Франција направила премногу технички грешки за да се надева на финале. Во меѓувреме, веднаш по елиминацијата, пристигна и големата вест од Франција. Според непознатиот фудбалски инсайдер Фабрицио Романо, по 14 години завршува ерата на Дидие Дешам на клупата на триколорите, а негов наследник ќе биде легендарниот Зинедин Зидан, кој повторно ќе предводи француската репрезентација. Вечерва од 21 часот во Атланта, Аргентина и Англија ќе ги одмерат силите во второто полуфинале на светското првенство. Влогот е огромен. Бесно во големото финале против Шпанија. Но овој дуел носи многу повеќе од борба за светската титула. Станува збор за едно најголемите и најемотивни ривалства во историјата на светскиот фудбал. Во пресрет на надпреварот, аргентинските и британските медиуми испраќаат сосема различни пораки. Во Аргентина, полуфиналето се доживува како продолжение на историското соперништво со Англија, а голем дел од медиумите повторно се навраќаат на легендарниот надпревар од светското првенство во 1986 година. Весникот Оле и повеќе аргентински медиуми потсетуваат на Диего Армандо Марадона, неговата прочуена Божја рака и голот кој остана запаметен како еден од најубавите во историјата на мундијалите. Во нивните анализи се истакнува дека дуелите со Англија од секогаш имале посебна символика, дополнително засилена од историските случувања околу Фолкландските острови. Сепак, аргентинските медиуми нагласуваат дека актуелната генерација, предводена од Лионел Меси, Хулијан Алварес и селекторот Лионел Скалони, сака да испиша нова историја и да направи уште еден чекор кон одбраната на светската титула. Во Англија, медиумите настојуваат фокусот да биде ставен на сегашноста. Guardian, Independent и Sky Sports потсетуваат на богатата историја на ова ривалство, но порачува дека репрезентацијата на Томас Тухел не сека да живее во минатото, туку да ја врати Англија на светскиот врв. Во центарот на вниманието кај англичаните се Джуд Белингам и капитенот Хари Кейн,
од кој се очекува да ја предводат селекцијата до првата светска титула по 1966 година. Во меѓувреме, ФИФА го одобри специјалното барање на аргентинската репрезентација за овој надпревар. Наместо традиционалната светлосина бела комбинација, гаучосите ќе настапат во темносини дресови. Според аргентинските медиуми, причината е суеверие. Аргентина своите две најпознати победи над Англија на светските првенства ги оствари токму во темносината гарнитура. Четвртфиналето во 1986 година обележана со Марадона и Божјата рака, како и осмина финалето во 1998 година, кога по подобро изведување пенали обезбеди место во следната фаза. Шпанија веќе го впиша своето име во финалето, а вечерва ќе дознаеме дали таму ќе пристигне актуелниот шампион Аргентина или Англија. Селекција која со децении го бара патот назад до светскиот врв. Две нации, две фудбалски филозофии, една цел. Трофеот кој значи беспратност. Затоа што на крајот светското првенство не се освојува само со носа. Се освојува со карактер, со вера и со способност во најголемите моменти да се биде поголем од самиот надпревар.